Која е фирмата 2СС Кичево, чиј што управител заврши во притвор под сомневање за злоупотреба на јавен тендер и оштетување на буџетот на ЈПДП за скоро 47 милиони денари. Основана е на 5.6.2005 година. На и каталогот на секторот за приватно обезбедување Македонија ќе ве причека описот дека агенцијата од основањето па се до ден денес бележи значителен пораст, што резултира со поголем број на вработени и поголем број на задоволни клиенти. Но во медиумите стана славна лани во јануари по инцидентот, бидејќи е првата приватна компанија која го чува МНФ, со добиени 2 тендери поред во 2023 и 2024 година. Според податоците за јавни набавки на двата тендери досега била единствен понудувач за обезбедување на зградата за контролата на летање. Од 24-та на приватната фирма им помагаат и полицајци. Кичевската 2СС е компанија чиј клиент била и државната лотарија. Склучени се повеќе договори, додека директор бил Перпарин Бајрами, кој воедно беше и поранешен шеф на кабинетот на Артан Груби од ДУИ. Моментално и Груби и Бајрами се во бегство и недостапни за органите на прогонот. Агенцијата за електронски комуникации скеширала 306.000 евра за обезбедување на 4 објекти за 1 година на оваа компанија, додека подписи на овој договор ставиле директорот на ДУИ Јетона Кику и Джемал Билбиловски, управителот на 2СС Кичево. Податоците на електронскиот систем за јавни набавки покажуваат дека низ годините како клиенти на фирмата 2СС се јавуваат и Фондот за здравствено осигурување, Археолошки музеј, Здравствен дом Кичево, ТИРЗ Кичево, Клиника за гинекологија, Скопската болница 8 септември и други. Во моментов оваа фирма се уште има активни договори, каде договорен орган е и владина институција. Па прашавме во влада дали ќе се разгледуваат актуелните договори со оваа компанија или дали се размислува за нивно раскинување, со оглед дека обвинителството го сомничи управителот за коруптивни дела. Во однос на конкретното прашање за конкретната фирма, јас верувам дека сите надлежни институции кои што било како имаат некоја поврзаност, доколку е надвор од законските прописи, веднаш истите ќе бидат санкционирани. Ниту од МВР не откриваат дали се тресат сите сделки кои оваа компанија ги имала досега. Министерството за внатрешни работи како орган на откривање на кривичните дела интензивно постапува и ги испитува сите евентуални сознанија кои упатуваат на сомненија за спроведени јавни набавки. Меѓутоа, предистражните действија се тајни и МВР не е во можност да открива против кои компании и кои јавни набавки ги испитува. Сите евентуални докази кои даваат основано сомнение за сторено кривично дело, МВР ги процесуира до надлежното јавно обвинителство. Вчера обвинителството предложи, а судија на претходна постапка го прифати предлогот на јавниот обвинител да определи мерки на предпазливост за екс-директорот на ЈПДП Ејуп Рустеми и уште тројца вработени во ова предпријатие, но и притвор за управителот на 2СС Джемал Билбиловски, кој практично е потписник на склучениот договор во ова предпријатие. Се сомничат дека го оштетиле буџетот за скоро 47 милиони денари, со тоа што наместо да ги обезбедуваат сите 14 патарини 24/7, тоа го правеле во една смена, а им наплаќале за 3. Габриела Лескова, Сител телевизија.